Добро вечер, започнува петочното издание на Фолк Ексклузив. Погледнете што ви подготвивме, погледнете ја цела епизода, а потоа спремете се за излегување. Плачев и не може да ме смират дома. Ми беше многу криво, ми беше многу жал. Јаве перниче станало, пошто ако рипав, јас на нив, тешко нив. Топ листата посветена на македонската фолк музика за оваа недела изгледа вака. Место број 5. Наум Петревски, Птицо бела. Кажи, кажи, птицо бела, кажи што си чула, што си видела. Соло зарониш, птицо бела, а верти носиш болна легнала. Немам срце ниту сила, душа имам, немам ништо без неа. Цели ноки пijam, цели денoj spijam, samo da ne ja mislim, sakam da zaboravam. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez rea. Celi noki pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim, ama to ne možam. Ptico to ne možam. Место број 4. Скопје. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje glaven grad na Balkanot, no nego baš site smesi svoji. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, od Šutkača pa do aerodrom, no nego baš site smesi svoji. Vo nego baš site smesi svoji. Sol je vreće i kafe od sabajle, mehančinja, za ruček nema i gajle, a na večer lipite koga cuta Skopje, na Skopje mirisa. Место број 3. Андријана Кеш, Заљубена. Ajde сега bidi frajer, bidi šik, mik, 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 mik. I presite tajno drajna, migni mi. Nikoj da ne vidi. Ajde сега bidi frajer, bidi šik, mik, 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 mik.
Место број 2. Татјана Стафановска. Какво срце имаш ти? Ах, тој пусти горбет, а ир да не види, зошто очи солзи полам, прво ли белото полам. Ти го памтам зборот, клетва ти си зеде, дека бргу ке се вратиш и за жена ке ме земеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љуба лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Ади ни беше пред никое време на гости и си направивме краток разговор и таа кажа дека никогаш нема да се тргне од оваа музичка сцена. Потоа на Facebook објави дека си заминува од оваа музичка сцена, направивме и за тоа интервју, а потоа повторно кажа дека продолжува на оваа музичка сцена. Не знам, одлучата сами по овие зборови на Ади. Ади тврди дека Фејсбукот не е важен во незиниот живот, но сите работи од незината приватност ние од таму ги дознаваме. Па не знам, вака види, мене Фејсбукот никогаш не ми бил некој приоритет у животов и не ми интересирало уопште, ама гледам дека некои луѓе се замараат многу со тоа. Нормално е, јас сум млада. Нормално е да ставам слики какви сакам со мои пријатели, со другари, со дечко, со фамилија, но некој тоа очигледно им пречи и им пречи. Чекај, извини, сакаш да ми кажеш дека твоите фотографии кои што ти ги постираш на твојот личен профил на одредени луѓе им сметаат? Да, замисли. Значи јас се изненадив. Некои колеги ми пишуваат, ми се јавуваат, ми викаат што е толку као демек многу се љубов, не знам што, вака така глупи некои муавети, што тоа е мој приватен живот и мислам дека и јас сум човек и нормално е да имам некој свој живот. Следниот Facebook статус на профилот на Ади гласеше: "Се откажувам од музичката кариера." И тоа беше причина повторно да ја поканиме. Ади, веќе се дознаваме преку Facebook, така и последниот статус беше причината која што те повикав да се поразговараме. Дали е вистина тоа што го напиша, дали се откажуваш од музичката кариера? Искрено бев многу нервозна пред некој ден, бев многу бесна и можам се свашта напишам на Facebook. Меѓутоа ова го мислев вистински и сега планирам да направам кратка пауза, можда малку и подолга, не знам, ќе видиме. Барем 2-3 месеци се одморам од све. А зошто сте биле толку изнервирана? Што се случи? Во последно време више сите знаат дека имам дечко, дека имам сериозна некоја врска и на сите почна да им пречи све тоа и претходниот пат го кажав тоа со вашиот колега која правим интервју, дека многу ми пречат тие работи, забелешки од колеги, од газди на локали кај што идам да настапувам. Мислам, тоа си е сепак мој приватен живот и што сакам ја тоа ќе правам. Јас сум професионална на работа, ама луѓето тоа некако почнаа да го мешаат, професионализам и приватен живот, и тоа не ми се допаѓа и ме иритира.
што не им се допаѓа? Дали ти додека беше на работа го носеш и својот дечко, своето момче? Дали е тоа причината? Па да, тоа е главната причина, пошто ние нон-стоп сме заедно, 24 сати. Меѓутоа, тој доаѓа со мене чисто да ми дава некоја морална поддршка, да ме вози, затоа што се уште немам возачка, купив кола и страв ми е да возам така низ Македонија без возачка, пошто казните се огромни. А сакаш да кажеш дека низ Скопје возиш без возачка? Не. Добро. И тој ти е веќе личен шофер, како што ја заклучив. И која е причината што толку им пречи тоа на, ета како што споминавте, газдите да го мишат твојот приватен живот? Не знам, веројатно постои некоја љубомора, зошто имам дечко, може покушаваат нешто, може сакаат нешто да направат со мене, а тоа не им е успешно, дури не можат ни да кажат ни збор или два уврска со тоа, веројатно им пречи и затоа е тоа. Добро, Ади, сега, веќе сигурно помина сета нервоза. Дали навистина се откажуваш или ќе правиме поголема пауза, па повторно да очекуваме во овие води? Па кога го објавив тоа на Facebook, имав многу забелешки од пријатели, од фанови, од колеги, колешки и сите ми даваат негативни коментари уврска со тоа. И одлучив да не ги разочарам моите блиски, моите сакани, одлучив барем малку да одморам, да си ги разбистрам мислите, да си ја разбистрам главата, така да за месец, два, може и 3 ќе направам некоја нова песничка, некој ново спотче. Сепак, Ади не се заминува, туку прави мала пауза, можеби после ќе се појавиш со нешто ново и тогаш ќе испливаш на површина и ќе се знае точно кој е Ади и што сака Ади. И повеќе нема да пишува толку статуси на Facebook, за сите да го знаеме твојот приватен живот. Така, може така. Ајде сега кажи ми, ќе може ли да видам малку татоважата? Ова е виолински клуч. Дали самата се разочара кога во тие моменти го напиша статусот од самата себе дека се откажуваш од тоа што го сакаш, бидејќи не е лесно да се стави нешто на себе што цел живот ќе го носиш и си го посветила на музиката? Искрено, мене музикава ми е во душава и вечерта, дента кога го пишав статусот, бев бесна. После тоа вечерта кога си легнав да спијам, плачев и не може да ме смират дома. Ми беше многу криво, ми беше многу жал. И после тоа одлучив само да биде пауза, пошто мислам дека не би можела да живеам без мојава работа. 2 дена по ова интервју, Ади повторно се огласи на Facebook, со што ги извести своите фанови за следните настапи. Веројатно, на Ади беше потребен слободен викенд, а не поголема пауза во музичката кариера. Погледнате сега кој се наоѓа на првото место и кој е предлог за оваа недела и веднаш потоа гласете на весоло.мк. Предлог за оваа недела: Алегро Бенд, Еден живот имаме. Вечно млади неке сме, пејте да не жалиме. Дајте но ти
srca ljube te strasno, da nije burna mladosta. Samo taka luge mirna i dolga, gdje ni vide starosta. Ajde, ajde srca ljube te strasno, da nije burna mladosta. Samo taka luge mirna i dolga, gdje ni vide starosta. Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена многу кефлија, собрапија со мене тајфа колема. Врат се носам прстен, бурма венчална, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Татко ти да знае, а и мајка ти, носам дарој сватој еми музики. Ширум ваште порти, отворете ги, вигнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Как нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба голема. Ајде, татко, налеј вино рахија, мајко, фати оро седов невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане, нека остане. Секој петок дознавате што ќе се случува во Фолк Естрада, емисијата која што се емитува во сабота во 15 часот и 30 минути. Дознайте и сега. Времиња луди крпам, едва и крај со крај. Душа ми вели, дечко, уште една дај, после пак ќе ме спори чаршија,
Добар ден, драги гледачи. Уште едно издание на Фолк Естрада. И ова саботно попладне се дружиме. Јас ве ветувам квалитетен разговор, квалитетен гостин и квалитетна македонска музика. Повторно заедно со нас група Оскар од Битола. Добро не дојдовте уште по една емисија. Денешниот наш гостин докажува дека истрајноста во Македонија се исплати. Тој живее за и од музиката. Својот мир го наоѓа во семејната куќа во Драчево, а пак својот немир го споделува со публиката. Денешниот гостин, кралот без круна. Да сме живи, здрави, да сме вечно млади, нека има вино, жени, убави. Да сме живи, здрави, секој нека слави, своји маки да заборави. А како викаш за... Или по битолски што ќе ти велев. Што ќе ти велев, вака. Што ќе ти велев? Да не мрдам. Ајде. Како штице живот е мој, измешај среќа и малку тага и научи го срцево да не оди по нејзина трага. Тие беа детски игри. Долгата магарица неизбежна. Јаве перниче стално, пошто ако рипав, јас на нив, тешко нив. така да имаше онаков живот, баш малски, за разлика од сега, кој што е веќе доста модерен. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта. Имам едно прашање до вас. Како е можно во една песна, и тоа наречена роман, да бидат сместени сите емоции, сите искушенија, сите недостатоци од животот по заменување на насакана личност? Романот е создаден од како се случи тоа. Виновник за тоа е Александар Митевски. Негова е песната. Во тој период настанаа две такви песни. Другата е Ако слушаш. Таа е па директно обраќање на особата која што е сигурно мојата сопруга. Тоа е песна на Орце Лазаров и Даме Коларовски. Исто прекрасна. А ова е романот, во исто време излегува некако двете. И се мислевме што да правиме. И рековме дека се и двете добри песни и дека заслужуваат да бидат снимени. Ги снимивме. Романот, ако го послушате, кога не би ми се случило тоа или не би знаеле дека ми се случило такво нешто, можете да го гледате и како несрекна љубов, разделени двајца млади луѓе и така натаму. Но веднаш се врзува до мене затоа што се знае приказката. А оваа па другата е директно обраќање. Ако слушаш, таму некаде, тебе ти ја пеам, не каниме и така натаму. Така да и двете излегува во ист момент, не жалам ништо, баш напротив, многу се добри песните и двете се прекрасни номери. И мислам дека ќе останат такви како што се спакувани и ќе ги слушаат луѓето оној момент кој ќе посакаат да ги чујат. Posla, znaš li za dosta koga zemaš, zema i se. Zvezdo
na posla, znaš li za dosta, koga zemaj se. Ќе може ли една игра со вас? Ајде. Ајде. Доврши реченицата. Животот пишува роман за. Животот пишува роман за животот. Фестивалите во Македонија. Не мора со еден збор може Да. да расширите. Фестивалите во Македонија ги има многу. Зошто така тажно тоа го кажавте и Па ги има многу. дали Навистина ги треба има. да малку да се Па, направи? затоа реков, треба малку рачно да се крене и малку да се одморат. И силите, и авторите, и пеачите, и се. За да се биде крал со круна, треба да се случи Крал без круна. Браво. Да се биде самохран родител во Македонија Е предизвик. од Господ побарав. Се. Narode moj, zapej pesna, naj, na, na, naj, na, na, naj. Pesna naša ljubav, naj, na, na, naj, na, na, naj. Neka vide kako treba, naj, na, na, naj, na, na, naj. Moj narod zaslužuje. Тоа беше се за вечерва. Имајте убава вечер, имајте и убав викенд. Убаво одморете се и не заборавајте утре во сабота во 15 часот и 30 минути да гледате Фолк Естрада. Довидување.